Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Вчера, на 15 јули, FIA и Liberty Media заедно го презентираа официјално новиот концепт на болиди кој треба да го завзема тркачкото место на патеките од следната сезона. Ова е нивниот дизајн како новите болиди би требало да изгледаат и со тоа ни ги представи сите новости кои ќе дојдат припратно со овие нови болиди. Целта е едноставна, целта е подобро и поблиско тркање од сезона 2022. Проблемот со овие болиди и болидите кои беа во Формула 1 многу години наназад е тоа што при креирање на потисната сила болидот кој води напред го креира тој така наречен прљав воздух или турбулентен воздух кој оди наназад и болидот кој следи во некои инстанци губи до половина од потисната сила, што го оневозможува блиското тркање, односно болидот кој следи не може повеќе да го прати болидот кој е напред во свиоците и потоа на правците се доближува, меѓутоа постојано таа игра помеѓу мачка и глушец. Така да овие нови правила кои ќе бидат многу фокусирани на креирање на потисна сила од самиот под на болидот и потоа тој турбулентен воздух да биде исфрлен високо нагоре за да не смета на болидите позади, можеби се надеваме ќе овозможи многу поблиско тркање од следната година па натаму да имаме многу повеќе дуели и многу поинтересни трки. Другите се промени се нови пневматици, нов тип на пневматици во самата структура на гумата ќе биде вметнати механизам кој ќе заштитува самата гума од прегревање, ќе имаме поголем диаметар на самите тркала од 13 инчи на 18 инчи, ќе се воведат така наречени заштитни раскапни кои ќе ги штитат кочниците од тоа прегревање и од полнење на самите дискови со прашина и остатоци од болиди при самото тркање. Исто така се задржуваат овие мотори кои се од 2014 навака, но сега со задолжителна употреба на 10% етанол во самото гориво, што е еден чекор напред кон целосна, би рекол, неутрална карбонизација на горивата до 2030 година, односно да имаме 0% загадувачки емисии до 2030 година во Формула 1. Понатаму имаме нови шасии на болидите кои ќе треба да абсорбираат до 15% повеќе сила при удар од предна и задна страна, за разлика од постоечките шасии кои беа досега, и сосема нова конструкција на начинот на кој се прицврстува тенкот за гориво, но резервоар за гориво, за да не дојде до откачување на истиот, како што видовме во онаа страотна, би рекол, несреќа на Роман Грожан во Бахрейн, кога болидот се расцепи на пола и буквално резервоарот за гориво се одвои од моторот и настана еден голем пожар по кој за среќа Роман Грожан излезе со мали повреди. Тоа е се што би имало да кажам. Дали ви се допаѓаат овие болиди? Ги очекувам вашите коментари и секако лайк, шер и сабскрајб, па се слушаме во некоја наредна прилика. Поздрав!